Ракометарите на Прилеп во наредниот период ќе имаат голем број на активности пред се со настапите во првото коло од ЕХФ купот против швајцарски Винтертур и меморијалниот турнир Миле Нешковски кој годинава се организира по втор пат. Според првиот човек на клубот Мариновски, клубот организацијски стартува амбициозно, а акцентот ќе биде ставен на првенствените надпревари. За учеството пак во Ракомет на Европа, прилепчани двата дуели против швајцарскиот реномиран тим ќе имаат можност да ги гледаат во Сонце Арена. Амбицијата на клубот и акцентот ќе биде ставен на домашното првенство. Сепак имавме не послужи ждрепката и добивме еден во ЕХФ надпреварањето добивме еден клуб кој што е од високи размери, кој што има голема традиција, не дека ние сме релативно млад клуб, но Прилеп има исто голема традиција, постоиме веќе ние петта сезона, но некако што кажав амбициозни и надежни и се надевам дека нема да излеземе само и да бидеме само актери на тој меч. Се надевам дека максимумот секој играч ќе го даде и можеби да освоиме и бот, зашто да не. Се договоривме двете утакмици да ги изиграме во нашиот град. Сепак е тоа популаризација за ракометот во градот, ракометот во Македонија. Засилени со тројца нови ракометари, голманот Огнен Трајчевски, повратникот Александар Тренчевски и грузиецот Тејмурас Ојноникидзе, ракометарите на Прилеп ќе се обидат да го повторат успехот од минатата година, со можности оваа надпреварувачка сезона да се изненади секој противник во лигата. Полека, со работа, со убедување, со мотивација, почнавме да веруваме. Најбитно во ракометот и да се верува, да се сака. И одговорноста, ја презедоа играчите доста. Иако станавме со тројца бека, со 3 бека, таа полусезона, ние издржавме максимално и го направивме еден резултат одличен. Така да верувам дека и годинава појачани со уште еден бек од Грузија, со голман уште еден и со Тренчевски, дека би можеле да ги изненадиме. Само ни треба овај работа и верба. Се надевам дека овие нови играчи брзо ќе се адаптираат во нашиот систем, кој пак би повторил, стално играме ние еден едноставен, брз, модерен ракомет, така да си велам дека за брзо време би требало да влезат во тој систем. Грото од тимот ми се познати, иако има младенци, стручниот штаб ми е познат. Мислам дека нема да има проблем за да се вклопам во тимот. Добро се припремаме. Се надевам дека ќе допринесам за повторување на успехот од минатите 2 сезони. Може би е и посилна лигата од лани, меѓутоа верувам дека клубот и ние како играчи ќе избориме плейоф. Очекувањата во припремниот период е да се покажеме во позитивно светло и на меморијалниот турнир и во двете европски утакмици, да дадеме максимум од себе и да пробаме да ги изненадиме и швајцарците. И за престојните надпревари во шампионатот со сигурност шанса за настап ќе добијат многу ракометари од младинскиот погон, а ракометните надежи се пријавени во конкуренциите младинци пионери под раководство на Илиовски и Трајковски и координаторот Соколовски. Во екипата се вклучени 6-7 младинци од младинскиот погон кои тренираат со екипата и кои си го бараат своето место на теренот и кои дефинитивно се и заедно со уште неколку други младинци и днината на клубот. Клубот пријави 2 екипи во официјален ранг на Ракометна федерација. Младинци 96 и помали и пионери 2000 и помали. Клубот дефинитивно става акцент на тие млади категории, од опрема, топки, термини, сали, патувања, организација на надпревари, судски трошоци и слично. Ќе повторам, акцентот е ставен на тие млади категории и дефинитивно мора да се бориме и да вадиме нови деца, идни членови на првиот тим на РК Прилеп.
Инаку, првите контролни надпревари ракометниот клуб Прилеп ќе ги има на мемориалниот турнир Миле Нешковски, каде покрај Прилеп ќе настапат и Борец, Охрид, Пролет, Пелистер и Еврофарм Работник, а веднаш потоа следува и двомечот со Винтертун во првото коло од ЕХФ купот, надпревари кои ќе се играат во Прилеп.